Благодариме. Ние си муабетиме тука со нашите гости, бидејќи секогаш си ги имаме после нивни успеси во студиото, веќе ги чувствуваме и како домаќини, како наши луѓе тука. Токму така, да, имаме многу убава тема за крај на денешното издание на Македонија наутро. Зборуваме за спорт, за оно што не прави горди низ годиниве каратето. Дејан Недев го освои 4-то место во кати за сениори на светскиот шампионат кој се одржуваше во Лима, Перу. Во исто време македонската репрезентација во пионерска конкуренција постигна успех, освојувајќи 3 златни, 2 сребрени и еден бронзен медал. Со оваа наша екипа гости денеска во студиото ќе ги сумираме заедно сите овие успеси. Велиме добро утро за Дејан Недев и за клинците кои ни донесоа многу успех во Македонија. Камилија Недев, Софија Јачевска и Филип Недев. Добро утро. Добре ни дојдовте. Со тазе медали од првенство директно во студиото 3 на македонската телевизија. Ајде, Дејан, ќе започнеме со вас. Години наназад не правите горд, особено кога станува збор за каратето. Овој пат по Пиру ни донесовте бронза, ни донесовте 4-то место, блиску бевте до бронзата. Некако од она што можев да го прочитам по насловите изминативи денови, беше домашниот терен си го стори своето кога станува збор за Дејан на крајот. Па добро, јас сум, мора да кажам дека и со овој резултат сум презадоволен, бејќи стварно конкуренцијата беше огромна. Имаше многу учесници, пред се представници од Јужна Америка, кои што се многу квалитетни во светот на каратето, посебно во традиционалното карате. Сепак се работи за конкуренција која што допрва доаѓа на сцената, тоа се многу помлади надпреварувачи од мене, значи по 23-4 години, јас сум веќе на залез на мојата надпреварувачка кариера, но сепак добро ми дојде како еден тренинг, како една рекреација да учествувам. Сепак надпреварите во каратето ние ги сваќаме како еден вид на тест, да се провери што каде си, што си, и психички и физички во каква кондиција се наоѓаш. Тренинг, рекреација, 4-то место. Тоа со така спортистите, така му доаѓа. Дејан, над 1000 каратисти од целиот свет беа во Лима, станува збор за првенство со врвна организација. Так. Малку да кажеме за тежината на целото ова првенство од каде што се вративте. Па, според моето искуство, значи, долги години јас учествувам на овие врвни светски надпревари. Значи, прв мој официјален настап беше во далечната 94-та година на светскиот шампионат во Тревизо, Италија. Значи, годинава и јубилеј имаме. Така, да, 30 години. Гледаме, значи, 30 години. 2024. Можам да кажам дека овој шампионат беше организиран на едно доста високо ниво и споредувајќи ги останатите шампионати кои што претходно се одржале, овој можам да кажам дека е еден од најквалитетните, бидејќи се одржа во Олимпискиот центар на Перу, во една импозантна сала, каде што се надпреваруваат олимпиците на Перу и каде што тренираат, впрочем. Значи, ние бевме мал број на надпреварувачи од Македонија, но сепак успеавме на крај од ранг листата да се пласираме на 3-та позиција според бројот на освоени медали. Што самиот факт кажува дека постигнавме еден огромен резултат, посебно децата. Значи, ние за овој шампионат се подготвувавме во континуитет повеќе од 6 месеци и ни беше главна цел, значи, за оваа година. Исто така гостувавме, значи, и во април месец тука во вашето студио, кога и сличен беше составот и освоивме исто така на Европскиот шампионат доста медали и бевме домаќини, но овие медали имаат некако поголема тежина бидејќи се работи за светски шампионат. Имам впечаток дека како минуваат годините, каратето останува доследно во однос на успесите. Но генерално еднаш кога ќе се надминат очекувањата, нели секогаш остануваат, па и ние очекуваме по секое првенство да се враќате со успеси. Но што подраго ми е што имаме и генерации кои што го продолжуваат се во ова. Камилија, Софија и Филип. Сега ќе им дадеме Филип на дамите предност, може. 3, 6, 8 медали имаме. Ајде сега ќе ни кажете, од ова што го гледам, имаме сребро, злато, како стоиме и што се случуваше се во Перу? Од кога ќе почнеме? Софија или Камилија? Еве, јас ќе почнам. Јас освоив сребрена медалја во поединечно кати и друга сребрена медалја во кати екипно.
ката тим со Филип и со Софија. Добро. Да. Аха, значи истите се. Да, ова е Камилија. Прашуваат за подпис. Да. Ете, Камилија, Недев. Софија? Софија? Можеме да ги подигнеме, да ги покажеме, да ги видат нашите гледачи секако. Да го потврдиме успехот, ето така. Ке ни кажа Софија? Епа, ја освоив златна медалја во борби и освоив уште една златна медалја во кати. И една сребрена во ката тим. Ама вака не си тивка на теренот, тоа го знаеме од потврдени извори, нели Дејан? И Филип? Ја освоив златен медал во кати. Добро. Ова е златото? Да. Добро. Освоив сребрен медал во ката тим со Камилија, Софија и јас. И бронза медалја во борби. Сите бои ги имаме овде. Сега ќе ни кажете и вие, каква беше конкуренцијата, која држава беше најжесток противник? Со кого ви одеше најлесно, со кого најтешко? Па, мене беше тешко со бразилците, а полесно со перуанците. Значи, бразилците не се добри само во фудбал и во карате, а? Да. Спортска нација. Спортска дефинитивно. нација. Девојките, околу конкуренцијата, што би ни Присто кажала? беше многу голема конкуренцијата и исто бразилците така беа најспремни и да. Но ние си ја знаеме работата, така Софија? Да. Да, исто ќе се согласиш со останатите одговори? Или? Да. Колку време тренирате карате, Софија? Колку време? Па можам да кажам дека тренирам од 5 години 6. Сега имаш? Сега имам 12. 12. Исто? Да, исто. Да. Шампионот малку? 3-4. По 3-4 години сега имаш? 3-4 сите бои ги Сега донесу имам дома. 10, ке 10. 11. А Пет да, поделени. да успориш малку со медалите, нема да ти биде интересно после 12 години. Што викаш? Да? Или ќе Кога надминеме веќе на тргнал Чичо возот. овој јубилеј 30 години. Па и на Тоа тато, да, 40. Дејан, одликувано и со посебно признание за придонесот во традиционалното карате. Кога ќе го споменеме вашето презиме како фамилија, не можеме да не го споменеме придонесот во традиционалното карате кој што го имате направен за Македонија. Па да, тоа ми е исто така едно посебно драго признание кое што го добив од организаторот, бидејќи на нашата федерација, односно Македонска традиционална карате федерација, е членка на Интернационалната традиционалната карате федерација од 92 година и ние во континуитет се трудиме на сите овие големи надпреварувања да присуствуваме, значи некогаш во поголем, некогаш во помал состав. Сето тоа зависи од нормално од финансиите, но се трудиме да бидеме редовни и не само да бидеме редовни, туку и да се вратиме и со висок резултат. Така да тоа го чиневме години наназад и еве традицијата ја продолжуваме со овие млади каратисти кои што во иднина ветуваат доколку продолжат со вакво темпо на работа и вежбање дека овие резултати ќе ги постигнат и во повозрасните категории каде што има поголема тежина освоениот медал, бидејќи конкуренцијата како е повозрасна, така е по-тешка, по-сериозна. И јас се надевам дека не само они, туку и другите наши членови на федерацијата и од други карате клубови дека ќе продолжат по нивните стапки и дека ќе Македонија ќе има многу шампиони, значи кога зборам за шампиони мислам на европски и светски шампиони. Ги гледам Филип и Софија, спортска дисциплина, гледаш, те значи колку беа тивки ги местат медалите. Дали тоа го забележаш? Колку беа внимателни. Да, со ваква дисциплина се постигнуваат успеси. Тоа е најважно, дисциплината. Апсолутно. Без дисциплина не може се дојде. Нема ништо. Како е спробувањето со новите генерации? Претпоставувам дека кога станува збор за работата со деца, тоа е предизвик повеќе, бидејќи покрај тоа што треба се синете на нивното ниво за да ве разберат, треба да бидете и многу внимателни, бидејќи станува збор за дечиња. Каков предизвик е работата со нив? Секоја генерација е потешка или? Па, можам да кажам дека предизвикот е огромен. Јас долги години сум и тренер на помладите генерации и тоа подеднакво ми исполнува, значи исто и кога бев и као надпреварувач и како тренер. Сепак сите деца се различни
мора да влезеш во нивната психа, да најдеш начин како да им го пренесеш своето знаење. Така да јас имам доволно искуство и резултатите говорат дека сме на прав пат и дека добро го работиме тоа. И оно што е многу важно, каратето и воспитува, и учи на дисциплина, Точно и така, на начин да, на живот, да. и воспитува. Да. Значи, тие се едни придобивки кои што ги има само во овие боречки спортови. Значи, пред се дисциплината, хиерархијата исто така е многу важна. Помладите да ги почитуваат постарите, исто така оној систем на знаење, на вреднување на знаењето, оние појаси, така да се си има свое во традиционалното карате. Следни надпревари, следни патувања, можеме да најавиме сега пред празниците? До крајот на годината ни следат уште некои семинари така, со врвни јапонски инструктори. Но во глобала за оваа година завршивме со најважните настани. Веќе од наредната година не очекува исто така на важен настан. Тоа е Европскиот шампионат кој што ќе се одржи негде крај на мај месец, почеток на јуни во Ново Место, Словенија. На каде што планираме да учествуваме во поголем состав, поголем број, бидејќи Словенија е поблиску. И светски куп за сите возрастни категории негде крај на септември месец во Грција. Така да тоа ќе ни биде така, тие два настани. Ке има и други купови, значи неофицијални надпревари, но овие два ги спомнувам затоа што ни се така најважни за следната година. И овие успеси не можеме да не кажеме дека не се само индивидуална, туку и државна гордост, па логично е да прашаме колку и државата инвестира во каратето. Па добро, значи секогаш финансиите не се доволни, но морам да истакнам дека имаме одлична соработка со новото Министерство за спорт и со министерот Борко Ристевски. Сакам оваа прилика да го поздравам. И колку се во можност помагаат. Значи, сепак, значи, во државата има многу спортски федерации, но според мене треба да се финансираат оние каде што има резултати, каде што има потенцијал и каде што има традиција. Значи, тоа треба да биде стратегија, не можеме во сите спортови да бидеме. Значи треба да се финансираат оние кои што се најврвни. Успеси апсолутно. А каратето има традиција. Дечки, подготвени сте за следни надпревари? Да. Да? Добро, што значи дека имаме простор целите две маси да ги исполниме со медали, ве очекуваме периодов. Имате обврска повеќе. Ти се смеја, тоа за нив не е ништо тешко, се извинувам Кристина, ти само најди место и тоа е тоа. Ви благодариме многу. Благодариме многу.